Значи, здраво, здраво. Ова е каналот на Снежа мрежа Сторис. Јас сум Снежана и правам видеа со цел да можам да комуницирам со сите вас. Верувам дека овој начин на комуникација може да допринесе до подобар живот за мене и за вас. Сакам да споделувам делови од мојот живот и мои искуства и сакам да слушам туѓи искуства и животни мислења или слично, нормално преку коментари. Инаку се занимавам со рачна изработка на кутии, како што може да се види од видеата подолу. И во иднина очекувам да живеам од споделување на видеа на YouTube, мислам. Hello, сегаш. Тоа беше моето миниатурно скромно интро. Бидејќи спомнав нели дека рачно се занимавам со рачна изработка на кутии, значи оваа тука прекрасен момент всушност означува дека дошле 5 години како јас правам кутии, работам, сецкам, сечам, мерам, ве слушам вас, ми кажувате што ви треба и така, па си реков редно и јасно да си посветам 5 минути нели на самата себе си. Овие се тие мои 5 минути, до душа планирам да бидат малце подолги, затоа што секако сакам и да ја споделам нели приказната во врска со тоа како почнав да се занимавам со кутии и нормално да дадеме после тоа една поента колку е добро човек нели да се занимава со нешто што го влече, што му е така интересна зона и секако смета дека има во тоа некој талент. Значи 5 години се навршуваат на Валентин. Всушност ова видео кое ќе го ставам ќе биде Валентин и тогаш наместо да се радуваме на некои други нешта, ќе се радуваме на моите 5 години работа. По тоа колку сум се спремила за видео, гледате колку всушност ми значи оваа работа. И навистина, сабеле кога си размислила што се да кажам, едно од нештата ми дојде на идеја дека сакав да се зидам дека онаа мислена што вика, нели, мислам, значи постојам, кај мене е обратно, значи јас работам, значи постојам. Мислам се шалам нормално. Сакам да кажам дека многу ми значи тоа што работам. Тоа поготово ми значи тоа што го работам ова што го сакам, бидејќи ми овозможува значи да си го контролирам времето, да работам оноliko колку што во тој момент сметам дека е потребно. Со тоа не мислам ниту премалку, ниту премногу, значи баш колку што е потребно да се заврши целата работа. Инаку чувствувам дека со ова што го работам се чувствувам дека сум дел од нешто што е, да речам, на повисока цел, ајде така да кажам, затоа што секој пат се случуваат некои нарачки, некои видови на кутии кои што верувам дека ако не ги направам јас, буквално нема кој друг да ги направи. Сега реално така е. И кога ги гледам тие работи, нормално не ми се пумпа егото, туку се повеќе и повеќе сваќам колку човек треба да си ја цени дарбата што ја има, затоа што само на тој начин ќе почувствува внатрешно во себе си среќа за тоа што го прави, затоа што на тој начин ќе види дека вие сте всушност дел од некоја си милје, некоја поголема, да речам, мрежа, која што е, нели, составена и од вас и од другите луѓе на кои што им требаат она што вие го нудите како личност. Сега на кратко ќе се обидам да раскажам како се започна, бидејќи до сега не сум имала таа прилика да го кажувам ова. Претходните години немав отворено свој канал, сега имам и би било супер да го споделам. Нека остане така како еден архив. Имено се започна далечната 2017 година, значи некаде јануари месец, кога секако, значи останав во тој период, баш останав без работа, бидејќи го родив моето детенце, беше работава итна, значи мора да се најде работа, што да се прави, што да се како понатаму, нели, од една страна сакам да бидам со него, од друга страна не можам, морам да допринесам финансиски, бидејќи тоа е, нели, нашиот концепт кога сме родители, мораш да допринесеш за своите деца. И
барав така, шалтав од една страна на друга, десо ова, десо она и се случи таа година пред Валентајн јас да нарачам од интернет нешто што мислев дека е тегла, значи тегла, така, тегла, мислев, знаеш, во неа ќе има место, простор да ставам се и се што. Всушност, кога ми ја донесоа таа тегла, тоа беше една епрувета. Има ми епрувета одека. Уште помало од ова беше. И во него требаше да собера пораката што мислев да ја запишам за супругот. Знаеш, као пораката љубовна за Валентајн. Викам на тоа девојчето, знаеш, испратив текст, викам сакам ова, сакам тоа, да пише, она ми вика, знаете, малце ако може да се стисни тоа, ова, она, викам како викам да се стисне. Ај си викам добро, знаеш, нешто уметничко, викам може нешто треба да изгледа поинаку ова. Она викам добро, ајде викам напиши таму 2-3 збора, викам нели честит Валентајн, дрн, окей. Добро. И ја нарачувам јас таа теглата ден пред Валентајн или на Валентајн. Не е важно, врнеше снег. 2017 кој се сеќава, падна еден огромен снег таа година. Ми доаѓаат, ми ја носат, нели, теглата во ова миниатурно кутивче. Е сега колку може да се види, е вака, портокалово е, не е жолто. Значи, во ова миниатурно кутивче, згмечено до бандаж, до коска, ќе го покажам вака од поблиску, е вака изгледаше тогаш и го чувам за успомен. Никакво неугледно, катастрофа. Свиткано, што ти кажувам, внатре кој ќе го отвориш, се ќе го отворам и внатре. Внатре кој ќе го отвориш, буквално луѓево, мислам, како да ви кажам. Мислам, ако ова вас не ви е лошо, тогаш што да ви кажам. За мене беше, ја ова се фатив за глава кога го видов. Јас си реков, ова викам не е можно. Мене буквално ми се споја жици, буквално значи ми пукна филм и си реков во себе. Викам, луѓе со 2 леви раце, Боже ме прости, викам, умеат да прават нешто, се копрцаат, значи работат, се труѓаат лево десно, викам, ја викам седам, викам дома и викам се мислам што да работам. И тогаш добив просветлување, односно епифанија, и си реков, Снежано, ти ќе правиш кути. Нема, викам, ти, викам, туку така, викам, да седиш и да дремеш, додека некои луѓе, што се многу помалку талентирани од тебе, викам, ќе заработуваат и ќе вртат ондека пари. И така почнав. Значи, засукав тоа ракавите, си засукав ракавчињата, земав, почнав да правам кутивчиња. Фејсбук златен, што направиш, тоа изнасликаш, го ставиш на Фејсбук, си немаш гајле, изнаправив таму страници и полека почнаа да се одвиваат работите во моја корист. Имено, првите 7-8 месеци, така нешто беше, сега не ме земете за збор, али првите 7-8 месеци јас, ако имав една нарачка, така нешто беше. Просто бев невидлива, нели? Значи, ништо не се случува, стапкам во место, но ја за чудо не се откажував од идејата да правам кути. Врска неам како, зашто, што, меѓутоа, ете, не знам, значи ме водела некоја виша сила. И почна првата ваква нарачка ми беше една невеста. Значи невеста сакаше кафеави кути, знаете, вака, така, не можам да најдам лево десно, викам, не е проблем, ќе ви ги направам и ги направив, таа задоволна и ги однес така натака и се така си почна. Си ги сликнав тие. После таа нарачка дојде друга нарачка, после друга нарачка, трета нарачка и после 5 години можам да кажам дека навистина имаше и подеми. Значи имаше и денови кога немало нарачки, но имало навистина кога се задишуваш, не можеш да постигнеш од нарачки. Викам на луѓе, викам изгледа само кутии им требаат, викам што е работа. Како и да е, значи издржав, што се вика, времето си го направи своето, значи еве денеска како што можете да гледате оваа петка, просто не ми се верува како вчера да беше кога беа 3 години Xbox, јас кога си се радувам, море 2 години уствари Xbox, јас се радувам, викам леле 2 години сум издржала, викам е. А сега се 5 години и тоа е нешто фантастично. Не морам да ви кажам, има една работа што е негативна страна на целата ситуација, а тоа е
дека јас лично во моево работење немам колеги. Немам колеги, немам со кого, например, секој ден од сабајле да си вариме кафе, да си правиме муабет. Тоа ми фали, премногу ми фали. Не можам да ви опишам колку многу ми фали всушност таа непосредна секојдневна комуникација со колеги, која што сум ја имала дека сум работела. И можеби затоа една од причините поради која што почнав да ги снимам видеата и токму тоа поради тоа што сум јас цело време затворена во просторијава, работам, не комуницирам со никого непосредно, нема оние шали, ги нема оние секојдневни глупости што сме ги правели така натаму, така што единствена негативна работа е тоа. Тоа за мене, значи единствено тоа е негативно. Друго, се можам дека кажам дека е апсолутно во позитива. А пак ќе го спомнам оно што на почетокот го кажав, а најпозитивно е чувството дека го остварувам талентот кој што верувам дека го имам. Значи го остварувам талентот што верувам дека го имам, односно тоа е изработка на кутии, померка, по нарачка и не само кутии, значи да речеме и украсни кеси, украсни кутии, неукрасни кутии, некои се само за да завршат работа како амбалажа, некои се да остават добар впечаток и така натака. Во секој случај, значи, тоа ми беше поентата, нели, дека едноставно се си има некоја своја смисла. Нема да должам многу, значи толку би било од ова видео, за да можеме нормално да се изналапаме торта, пошто ја чекаме веќе цел ден. Јас се трудев преска да снимам едно видео, па не успеав. Дома се испокаравме, се колјавме, вака, така, 300 глупости, сите се напика у собата, кај што пробав да снимам и реков, налет, викам, више, не викам ни снимање, ни бутур, викам, да лобајте ме, луѓе, ало, значи сакам да бидам јутјуберка сајаш. И така што, значи, остана да го снимам ова во доцните ситни часови, еве го срцето, си купи срце, балонче, толку се радувам, што не можам да ви опишам колку се радувам на целава ситуација. И вистински шарени лептир умом сивила е ова ситуација со професија, односно со тоа што, работам тоа што го сакам и така натака и така натака. Да поентирам, бидејќи сакав да направам така и поента, да си ги следите своите мечти, своите соништа, бидејќи тие, единствено тие ќе ве однесат на вистинското место. Значи овдека зборам мечти и сонови, конкретно, значи професионални. Љубовни, за тоа не сум експерт, не можам да зборам, меѓутоа, професионалната мечта, оно што буквално посакувате и си викате, јас, знаеш, да можев тоа и тоа. Не случајно е таа желба ставена во вашето срце. Пробајте да ги следите вашите соништа, знајте дека апсолутно се непогрешно ќе во однесат таму кај што треба да бидете и да го правите тоа што треба да го правите. И како што еднашка исто, уствари тоа и го кажав на некој начин помеѓу редови во видеото, дека еднашка слушнав на некој мотивационо видео, нели, од професионален аспект, дека буквално, вика, вие со тоа што го имате, вика, со тоа, вика, ќе треба да му послужите на другиот, нели, околу вас што е. И само на тој начин, вика, може да доживеете среќа. Значи, јас сум бескрено среќна. Им посакувам на сите што ќе го слушнат видеово и што ќе размислат малце на оваа идеја да навистина ја најдат својата среќа и нормално, мислам, не само на нив, туку на сите што ќе го видат видеото. И се гледаме во некој наредно видео. Јас да останам да си ја издам тортава. И тоа е тоа. Ве сакам, поздрав и се гледаме во некое следно видео. Bye bye. L'amour, c'est l'amour. Valentine, love. Peace and love. Bye bye.